година и да се покажат сите мои дискусии до изминалите 4 години. Кога аз тук ясно и гласно говоря дека премногу малце се прави, дел од осветниците ми убедува дека се трудиме и ќе направиме и така натаму. Очигледа дека ништо не се трудиме, очигледа дека ништо направиме. Програначално на Талијско обрукува тука да излези за одговара на прашањата на спротив, това е да го оставите во спротив. Нема молчеше, кажеше дека излемаше на бомбастични пресконференции, што се сликаше неколку пати, а на стадионот дека кажеше дека еве сега ова година ќе го направиме и еве сега започнеме да го студираме. Значи точно ќе започнеме да студираме и да далеко од реализација. Кажува кога сме дискутираме дека имаше просто не 12, туку му дава фризес, период уште една година, 13 години на владење со општина или да имаше желба тоа да го направи. Секоја година ќе градеше 50 метра и ќе изградеше 130 метра трибина, односно ќе го изградеше и ќе го реконструираше на стадионот. И тоа водят на негова и неговото менаџирање броди со плод. А плодот е следен. Прифаќаме донација Фудбалска федерација на Македонија за изградба на 2 монтажни трибини. Тоа е резултатот од неговата работа, грижата за спортот убител. Ние ќе гласаме овој пат за, затоа што сте секогаш на страната на граѓаните, секогаш сме позитивни, за разлика од вас, во позитивните предлози кои стигнуваат за доброто на општина Битол. Утре Фудбалската федерација на Македонија ги играе значаен меч за Фудбалската федерација и ќе го играат. Да, бе бола мајка сина. На крајот сме прекисници. Игра еден од ключите вечери во Струмици. Во Струмици играат затоа што очигледно претходните власти, без разлика кој и да било, луѓето се дотрудиле со заеднички сили, заеднички амбиции и нешто направили. И нашиот стадионот во Струмица има основни услови за играње на меѓународни мечи. Ако продолжим арно што идат локални избори, ништо има промени. Ако продолжиме вака, ако продолжиме началот Талијски да менаџира со градот, ќе можеме мечот од Фудбалската прва лига да играме на градскиот стадион. Мислам дека премногу се покажа вашето лицемерие на работа, дека сите наши конструктивни предloзи одбивте донации, она што го баравме ние да сега година. Одделбом од државниот буџет повеќе од 2 милиони евра, одбивте некои прости наши, според нас, предлози, а за вас на крајот испаднаа сложени, промена на имиња на спортската сала и така натаму, нешто кое според мене требаше и како заеднички за доброто на граѓаните да го промениме и да се движи општина Битола, односно спортот во Битола напред. Спортот во Битола стагнираше 13 години, а за тоа ми е многу жал, но сум среќен што за многу брзо бројани се деновите кога доаѓаат промените во општина Битола и јас овде ветувам на сите граѓани на општина Битола дека идната општинска власт, која ќе биде предводена од СДСМ, ќе има историска шанса да го врати спортот во Битола на голема град. Благодарам.